Заменик министерот за земјоделие Цветан Трипуновски денеска беше во посета на Кочани, каде прошета низ градскиот пазар и разговараше со земјоделци од Кочанскиот регион. Од остварената средба тој се информираше со проблемите со кои се соочуваат земјоделците во делот на приноси, субвенции и наводнување. Она што го направив од разговорот со земјоделците, можам да кажам дека едно разочарување од ниските цени, од едноставно лошиот пласман на земјоделските производи, меѓу кои најглавна тема беше пласманот на Кочанскиот ориз. Оние цени кои што ги слушнав се навистина ниски, едноставно вака пазарџиите ми кажаа дека дури едва и по неколку килограми продале од својот ориз. Меѓутоа, она што го отворивме како тема е нареднава реколта која што е дополнително загрижувачка, затоа што акумулацијата калиманци е речиси празна, а на прагот сме на новата производна сезона, каде што полињата во Кочани и оној дел кој што покрива самата брана без малце ќе бидат без наводнување, што ќе значи дополнително загрижување, односно доведување во прашање на новата производна реколта во 2020 и на Кочанскиот ориз, а и на целокупното земјоделско производство. Она што ќе го понудиме во наредниот период како мерки и програма во делот на земјоделието, во конкретниот случај за Кочанскиот ориз ќе бидат сет на мерки кои што ќе значат олеснително производство, а од друга страна ќе значи загарантиран откуп и пласман на Кочанскиот ориз. По прошетката низ градскиот пазар Трипуновски оствари средба со земјоделски производители на која ги презентираше мерките кои по промената на власта ќе се спроведат и од кои земјоделците ќе може да ги искористат.